На последното рочиште за случајот онкологија, вештакот Милан Ристевски повторно сведочеше за терапиите и протоколите на клиниката за радиотерапија и онкологија Скопје, посочувајќи на повеќе отстапување во медицинската документација и изборот на терапии. Ристевски истакна дека 12 пациенти била применета терапија спротивно на индикациите и без никаква корист, а меѓу нив имало и случаи на пациенти со рак на бубрек. Направени се 33.000 преписи на скапа терапија. Проверувани се сите, она што е најдено како чудно и неправилно овде изложено, изјави Ристевски. Тој додаде дека забележал недоволно документирани податоци за состојбата на пациентите и за изборот на терапијата. Нагласи дека не може да се фаворизираат пациентите според достапноста на лековите. Одбраната имаше забелешки за неговата стручност, наведувајќи дека Ристевски имал помалку клиничко искуство од другите лекари, дека бил ангажиран како експерт скоро веднаш по добивањето лиценца. Вештакот негираше дека ова е негов прв предмет и посочи дека досега немало забелешки за неговата работа. Случајот се води против поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев, уште тројца онколози обвинети за несовесно лекување 29 пациенти. Против Мери Пешевска постапката е завршена со условна казна затвор од 2 години по признавањето вина. Судењето за онкологија продолжува на 31 март. Во Кочани беше откриено спомен обележието за Илчо Гоцевски, 64-та жртва на трагичниот пожар во дискотеката Пулс. Илчо, кој работеше како возач во итната медицинска помош, почина на 17 март во својот дом. На кобната ноќ тој неуморно ја исполнуваше својата хумана мисија. 11 пати патуваше со своето возило до Скопје, превезувајќи повредени пациенти, пружајќи им надеж и утеха во моменти на најголема трагедија. Тој не беше само сведок на катастрофата, туку човекот кој ги држеше рацете на повредените и помагаше при препознавањето на оние кои повеќе не можеле да зборуваат. Илчо го посвети својот живот на помагање на другите, без да штеди ни време ни себе си. Граѓаните на Кочани се собраа пред неговата биста за да му оддадат заслужена почит, потсетувајќи на неговата храброст, човечност и несебична пожртвуваност. Спомен обележието е символ на благодарност и почит кон Илчо. Сите оние кои го дадоа својот максимум во спасувањето животи за време на трагедијата во Пулс. Русија изрази непоколеблива солидарност со Куба, откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека очекува да ја преземе Куба и да може да прави што сака со комунистичката островска држава. Без директно да го спомене Трамп, руското министерство за надворешни работи објави сериозна загриженост за ескалацијата околу островот на слободата. Русија ја потврдува својата непоколеблива солидарност со владата и братскиот народ на Куба, се наведува во соопштението. Министерството го осуди грубото мешање во внатрешните работи на суверена држава, заплашувањето и употребата на нелегални едностранни рестриктивни мерки. Трамп го зголеми економскиот притисок врз Куба и воведе ембарго за нафта, што ја продлабочи кризата во земјата. Крем соопшти дека е во контакт со кубанското раководство и дека е подготвен да обезбеди финансиска и материјална помош. Министерството посочи дека Куба се соочува со невидени предизвици како последица на долгорочното ембарго на Соединетите Американски држави, вклучувајќи трговски, економски, финансиски и енергетски ограничувања. Русија истакна дека ќе продолжи да ја поддржува Куба, потсетувајќи дека оваа земја била блиски сојузник на Москва од комунистичката револуција во 1959 до денес и дека поддршката се однесува на финансии и материјална помош. Американскиот претседател Доналд Трамп се огласи на социјалната мрежа Truth Social поради одбивањето на голем број западни земји да обезбедат воена помош за преминиз Ормускиот теснец. Трамп наведе дека повеќето сојузници од НАТО не сакаат да учествуваат во воена операција против Иран и покрај тоа што според него тие се согласиле дека Иран не смее да има нуклеарно оружје. Трамп го критикуваше НАТО како еднонасочна улица, нагласувајќи дека САД ги заштитуваат сојузниците, но тие не возвраќаат, особено во време на потреба. Тој додаде дека САД постигнале значаен воен успех против Иран, уништувајќи ја нивната армија, морнарица, воздухопловни сили, воздушна одбрана и радари, како и повеќето лидери на Иран, и дека ова ги ослободува од потребата за помош од НАТО, Јапонија, Австралија или Јужна Кореја. Претседателот заклучи дека како убедливо најмокината земја во светот, САД не се зависни од помош од други земји. Ја искажа благодарноста за вниманието на јавноста кон ова прашање.
Времето денеска променливо облачно во западните делови со повремени слаби врнежи од дожд, а на планините и на некои од повисоките места од снег. Ќе дува умерен, на места повремено засилен ветер од североисточен правец. Во Скопје е променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Во следните денови времето ќе биде променливо облачно и посвежо. Денеска ќе има повремени локални врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во западните делови. Поради спуштање на постудена воздушна маса од север на планините и на некои од повисоките места, ќе има услови врнежите да преминуваат во снег. Ќе дува умерен, на места повремено засилен ветер од североисточен правец. Во петок и во деновите од викендот ќе преовладува стабилно и суво време.